Поголема безбедност на улиците каде живее ромско население бараат граѓанските здруженија. Во Штип како критични ги посочија Радански пат, Косовска местност на Света Недела, каде изостанувале полициските патроли, а имало и сообраќајни незгоди поради што безбедноста била загрозена. Да се осигура безбедноста и на децата кои што заминуваат на училиште, а од друга страна и безбедноста на граѓаните кои што минуваат тамо и каде што се одвива и самиот сообраќај. Проблемите со кражбите и нарушувањата на јавниот ред и мир ја наметнале потребата од проекти во делот на едукација за превенирање на состојбите. Затоа од граѓанскиот сектор посочуваат дека е потребна поголема соработка со полицијата и останатите институции во заедницата. Можем да истакнем дека во одредени подрачја каде што живее ромското население, можем да кажем дека оние кои што подлегнуваат да направат одредени кривични действија, тука ќе треба да ја зајакнеме и соработката со полицијата и самата заедница, значи со одредени заеднички средби на вакви форуми да можеме да дискутираме во однос на оние санкции кои што следат, доколку бидат направени, да ги запознаеме со обврските, а секако и да можеме да влијаеме на нивната свест за да не се случуваат вакви несакани појави во самата заедница и да не се створи лоша слика за самата заедница која што живее во Штип. СВР Штип информира за ново разбойништво на улицата Радански пат. Крадец насила и го украл златниот ланец од вратот на Штипјанка. Инцидентните случаи не треба да се сватат како лоша порака за населбите каде живее ромско население, белото Сдруженијето за мултиетничко општество и човекови права во Штип. За оние кои не го почитуваат законот, предвидени се санкции. Важно е граѓаните кои ќе поминуваат низ овие населби, а и самите жители да се чувствуваат безбедни и сигурни, додава Адемов.